Една од првите теми за разговор ќе биде и првата реколта која што не стига оваа година, тоа е пролетната зелка. Знаете дека почетокот на откупот на оваа култура некаде средината на идниот месец ќе почне да се раздвижува, затоа денеска на иста маса разговараме за состојбите, за количините кои што не очекуваат, пазарите на кои што ќе треба да се пласира овој производ, за тоа што треба министерството да направи во овој период. Едноставно сите заедно на една маса разговараме и правиме план за сите активности кои што ќе бидат во наредниот период. Вакви средби за потсетување имавме минатата година и не само овој регион, него речиси во секој еден дел на нашата држава, зависно од земјоделското производство кое што го има. Дали контактиравте со трговците, откупувачи со оглед дека велат дека ќе биде многу потешко годинава со оглед на намалениот интерес за пролетната зелка од украинскиот пазар? Затоа велам, тука сме денес да разговараме, да видиме каков е интересот, кои се нивните планови за количини кои што планираат да ги откупат. Од друга страна се и земјоделците, да ги слушнеме каква е состојбата на терен во делот на тоа што значи површина под оваа култура, квантитетот кој што го очекуваме и сите на заедничка маса да донесеме една акционен план како да делуваме во наредниот период. Јас сум убеден дека како и минатата година ќе имаме успешна година. Зошто? Затоа што имаме квалитетен земјоделски производ кој што е баран на пазарите надвор од нашите граници. Не е само Украина, има и други држави кои што се заинтересирани за овој квалитетен земјоделски производ. Дали тоа значи дека министерството веќе наоѓа или отвара нови пазари за во случај ако се случи тоа што се случуваше претходните години кога имавме хиперпродукција? На сите средби кои што се надвор од нашата држава, дали се тоа некои министерски форуми, дали се билатерални средби, комуникацијата со министрите од регионот, секогаш и секаде користам прилика да го промовирам нашето македонско производство, квалитетно македонско производство и нормално да ги отвараме пазарите широм светот и Европа.